Почитувани, добро вечер. Се движили државата на прав пат, се исполнија ли ветувањата кои што ги даде актуелната власт пред речиси 3 години. Вечерва разговараме со пратеничката од редовите на СДСМ, Лидија Тасевска. Добро вечер, благодарам што одвоивте време за гостување во нашата емисија. Добро вечер, благодарам на поканата, чест ми е што сум дел од вашата емисија. Како пратеник учествувате во носењето на клучните одлуки во државата, задоволни ли сте од она што го реализиравте еве речиси 3 години? Како сте дел од власта, дојде ли животот за граѓаните како што ветивте во претходната кампања? Така, значи јас сум пратеник речиси цели 2 години, влегов во собранието после локалните избори 2017 година во месец ноември, така што сведок сум од тогаш па до денес дека во собранието на Република Северна Македонија се донесоа навистина, како што потенциравте вие, многу важни одлуки. Според мене тоа се одлуки храбри кои што се израз на политичката зрелост и на соочување со вистинските проблеми со кои се наоѓа државата. Донесовме одлуки и повлековме многу храбри чекори затоа што пред се тоа се чекори кои што значат влог во иднината, но тоа се чекори кои што значат трасирање на патот по кој што ќе оди државата напред. Можам да кажам дека кога секоја политичка партија се подготвува за избори, таа прави програма која што треба да се реализира за наредните 4 години. Само малку да ве поправам, ние сме на власт 2 години 5 месеци точно, зашто знаете дека 2017 година, нели првите неколку месеци имаше проблеми во однос на давање на мандатот, меѓутоа од тогаш од јуни 2017 година нашата политичка опција на власт и за 2 години 5 месеци колку што сме досега на власт успеавме да реализираме голем дел од нашата програма, иако како што потенцирав и пред малку, таа програма како и секоја политичка партија е направена нели да се реализира за време од 4 години колку што трае еден, нели да кажам, редовен или нормален мандат. Македонија не доби датум за почеток на преговорите со Европската унија. Сметате ли дека како дел од власта еве придонесовте за исполнување на европските вредности и стандарди и дали беше штета ова што и се нанесе на државата? Така, значи со големо нетрпение го очекувавме октомври и состанокот на Советот на Европа во кој што очекувавме датум за преговори. За почеток на преговорите со Европската унија, навистина неотпочнувањето на преговорите донесе известно разочарување кај нас како владеачка гарнитура, но нормално нели кај сите граѓани кои што навистина одамна се изјаснија дека се за евроинтеграциите. Јас само можам да кажам дека навистина сработивме се што требаше, се што беше побарано од нас и навистина со право го очекувавме тој датум за преговори. Како одговор на вашето прашање, јас би сакала да искористам неколку цитати од познати и високи функционери од Советот на Европа, од Европскиот парламент, кои што, како што знаете, по сите нели портали, тоа беше веќе објавувано, го изразија исто така своето незадоволство, исто онака како што нели ние, да кажеме, ја почувствувавме таа разочараност и горчина заради недобивањето на датум. Например, она што во поскоро време беше се случи е посетата на претседателот на Европскиот парламент Давид Сасоли, кој што меѓу другото се обрати пред нас претениците во собранието и кој што недобивањето на датумот го нарече историски застој. Тоа беше негова синтагма за она што се случи нели на состанокот на Советот на Европа. Истовремено да сакам да ја потсетам и јавноста и нашите сограѓани на Јоханес Кан, кој што ја повтори критиката, отворената негова критика кон лидерите на Европската унија кои што не успеале самите да го одржат сопственото ветување. Во тој контекст е изјавата на словеничкиот министер за надворешни работи Миро Церар, кој што рече: ја изневеривме Северна Македонија, а тие исполнија се што баравме од нив. Потоа Јункер, кој што неотпочнувањето на преговорите го нарече историска грешка, дека е разочаран до она што се случи. Туск, кој што рече и ни порача дека иако не добивме датум за преговори, дека едноставно не треба да се откажуваме, дека Република Северна Македонија е подготвена за преговорите, но очигледно дека некои земји членки што се внатре не се подготвени. Тоа вака нели звучи помалку иронично во неговата изјава, односно иронично не е во смисла парадоксално, но покажува дека ние со право очекувавме да отпочнеме преговори со Европската унија. Ги направивме сите оние работи кои што беа потребни во однос на законските решенија кои што ги бараше Европската унија. Ги решивме отворените децениски прашања со нашите соседи.
И тоа беше навистина разочарување кое што знам дека нели го имаат и останатите граѓани. За разлика од недобивањето почеток на преговорите, датум за почеток на преговорите со Европската Унија, во тек е ратификација на протоколот за пристапување во НАТО. Кои се очекувањата? Така, како што знаете, имаме покана за да бидеме 30-та полноправна членка на најмоćниот воен сојуз, тоа е Сојузот на НАТО. Ние со нашите мировни представници, односно делегации, веќе учествуваме во неколку мисии, воени мисии на НАТО. И ратификацијата за протоколот со НАТО се одвива на вистина добро и на вистина со очекуваното темпо, дури повеќе од тоа. Вчера Холандија го ратификуваше протоколот. Во текот до крајот на месецот тоа ќе се направи во францускиот сенат и француското собрание. Она што да кажеме беше невообичаено позитивно за нас е тоа што најчесто Соединетите Американски држави се последна земја кои што го ратификуваат протоколот за НАТО за било која земја членка. Овој пат тие тоа го направија многу порано, што е едно многу големо охрабрување за нас и што значи дека навистина го заслужуваме тоа членство на НАТО. И се надеваме дека тоа ќе се случи нели на 3 декември на самитот. Иако во меѓувреме знаете дека нели поради политичката криза, односно изборите во Шпанија, можеби тука малку ќе се пролонгира, но се надеваме дека тоа ќе се случи во рокот кој што е предвиден за тоа. Сакам да кажам дека членството во НАТО не значи само безбедност, не значи само стабилни граници, туку тоа значи иднина, тоа значи и економски просперитет, тоа значи нови работни места, тоа значи инвестиции. Исто така, нели од медиумите веќе очигледно и може да се следи дека нашата министерка за одбрана и безбедност Радмила Шекеринска дека многу често присуствува како член веќе нели од Македонија на сите оние состаноци со останатите земји членки на НАТО сојузот, што значи дека ние сме веќе одамна прифатени како земја членка, меѓутоа сега треба само да се ратификува протокол за да бидеме полноправна членка на НАТО. Последниве месеци вниманието на јавноста беше насочено кон можеби најголемиот скандал од осамостојувањето на државата, случајот Рекет. Во случајот се споменува и имиња на членови од вашата партија. Може ли да остави тоа некоја дамка врз СДСМ? Значи, можам да кажам како граѓанин и како пратеник дека целосно го разбирам она медиумско внимание кој што го предизвика случајот Рекет меѓу граѓаните, меѓу луѓето, сите оние нели изјави кои што се случија во меѓувреме. Меѓутоа, не можам да го сватам обидот на опозицијата, на ВМРО ДПМН, случајот Рекет да го на некој начин поистовети со сето она што се случуваше во изминатите 11 години додека беа тие на власт. Бидејќи, знаете, ние во ниеден момент како партија не се посомневавме и никого не амнестиравме. Дури пред 3 месеци на седница на Централниот одбор донесовме декларација со која што ниеден функционер од редовите на партијата, ако се докаже дека е вмешан во случајот Рекет, нема да биде амнестиран. Од тука нашиот политички став како партија е сосема јасен и недвосмислен. Секој кој што се огрешил пред законот, тој навистина и ќе си одговара. Од друга страна, сакам да потенцирам она кој што исто така многумина и пред мене го кажале дека, за жал, ниедно општество и ниедна земја, дури оние поразвиените од нас, не се на некој начин имуни на случај на висока корупција. Не сите луѓе исто реагираат и не сите луѓе исто се справуваат со моќта и позицијата која што им е дадена. Едноставно, некои луѓе од таа позиција на моќ скршнуваат од патот, грешат и тука фактички настанува проблемот. Но најважно фокусот треба да се држи како институциите на системот се справуваат со тие примери случаи на висока корупција. Нашата политичка партија целосно ги охрабрува институциите докрај да го испитаат случајот и сите кои што, како што спомнав и пред малку, сгрешили да одговараат, независно дали се или не се членови на нашата политичка партија. Но не треба пред време да се осудуваат некои луѓе кои што нели чии што имиња се вртат по порталите, односно се или не биле вклучени во овој случај. Едноставно речено, случајот Рекет треба докрај да се испита
и треба сите кои што сгрешиле едноставно да одговараат. Во случајот на поведението на специјалната јавна билтка, мислам, тоа не сакам да кажеме да го посебно потенцирам, меѓутоа не треба да се заборави фактот дека таа беше избрана како резултат на политички договор. Таа беше предлог на 4 политички партии. И од тука недвосмислено е дека таа во ниеден случај не треба да се поврзува со нашата партија или пак со она која што таа го направила. Истовремено морам да нагласам, тоа сакав и на почетокот да го кажам, дека ние како политичка партија и пред да дојдеме на власт, ги подигнавме очекувањата на луѓето на јавност. Ги сензибилизиравме критериумите за отчетност, за транспарентност и за се она што следува, особено за функционер кој што е избран кој што носи одговорност со својата функција. Оттаму и сите оние коментари кои што се случуваат. Ги ослободивме институциите, медиумите и така натаму. И сосем е очигледно дека сите информации се достапни до јавноста и дека оттаму сите реакции на луѓето во однос на ово и во однос на сите оние останати случаи. Како ги оценувате капиталните инвестиции и нивната реализација? Така, ова е многу важно прашање. Благодарам што ми го поставите, бидејќи тука сакам многу податоци да кажам, или дели да прочитам, затоа што мислам дека се важни за јавноста и можеби не допрале досега до сите наши сограѓани. Значи, на почеток да кажам дека нема општина каде што не се гради. Нема пат кој што не е реконструиран. Едноставно речено, билансот на крајот на 2019 година ќе биде 100% државна магистрална гасификација. Завршени и реконструирани се 44 патишта, односно 550 километри. ВМРО ДПМН за 11 години владење направија реконструкција во должина од 650 километри, ние за 2 години 550 километри. Тоа е инвестиција од преку 850 милиони евра, што е историски највисока и по обем и по опфат за модернизација на инфраструктурата. Понатаму, решаваме децениски проблем за водовод и канализација кој што навистина ќе ги стави во рамноправна позиција на граѓани на 21. век на околу 220.000 жители. Понатаму, само да прочитам дел од она што се завршено или пак што се гради. Магистралниот пат Струмица-Ново село, магистралниот пат обиколница Кочани, регионалниот пат Драчево-Решани Таор, рехабилитација на регионалниот пат Матејче-Липково, Кавадарци-Росомат, Фурка Богданци-Гевгелија, Пробиштип-Крупиште, Куманово-Никуштаг, Куманово-Свети Николе. Ја завршивме изградбата на пругата Битола-Кременица, градиме водовод, како што реков, и канализации. Понатаму, Кичево-Охрид должина 57 километри, Ранковце, Длабочица, Крива Паланка, Градско Дреново, Штип Радовиш, Штип Крупиште, Крупиште, Кочани, Ранковце, Крива Паланка. Едноставно кажано, инвестициите се многу важни, но ние не инвестираме во она кое што е непродуктивно, туку во она кое што едноставно ќе им го обезбеди подобар живот и квалитет на сите наши сограѓани. Истовремено интензивираме пругата со Бугарија, затоа што сметаме дека е многу важно регионалното поврзување со нашите соседи, кое што ќе обезбеди поголеми инвестиции и побрзо поврзување меѓу луѓето. Најавивте раст на минималната плата, власта најави и субвенции за придонеси за раст на платите во приватниот сектор. Така, кога во јуни 2017 година Социјалдемократскиот сојуз на Македонија презеде власта и формираше влада, мораме да кажеме дека минималната плата изнесуваше одвај 10.080 денари, а тоа во чевларската индустрија и во кожарската индустрија беше едва 9.000 денари. Значи, ние со нашата програма, односно најважниот стол, парите кај граѓаните, се обидовме да ја зголемиме минималната плата со цел да овозможиме достоинствен живот на сите работници, со што ја исправивме работничката неправда која што со години беше нанесена. Тоа значи дека ја зголемивме минималната плата, која што изнесуваше 12.000 денари, потоа со законското согласување 12.070 денари и сега 14.500 денари. Мене ми е многу драго што утре на пленарна седница, после комисиската расправа, оваа точка ќе биде на дневен ред, што значи дека имаме историски највисока минимална плата, а во однос на она што јас го истражував е дека нашите соседи имаат помали минимални плати во однос на она кое што ние го имаме, што значи дека се грижиме
за работниците, го цениме и вреднуваме нивниот труд. Не е само важно да се покачи минималната плата. Ова покачување е важно затоа што тоа отвара спирала на понатамошни покачувања со што навистина се подобрува квалитетот на животот на граѓаните, на работниците, а со тоа фактички, како што споменав, нели го имаме она ветување дека парите ги враќаме назад кај граѓаните. По средбите со СОНГ се дојде до решение од наредната година за 10% да се покачат платите во образованието. Така, ова исто така доста важно прашање кое што и мене посебно ми е важно и интересно, затоа што јас 23 години од мојот професионален работен стаж го поминав во образованието, нели како што знаете. Затоа тоа прашање ми е посебно важно и тоа посебно сакам да го истакнам. Значи, од 1 јануари 2020 година 10% ќе бидат зголемени платите во образованието на сите просветни работници, во основното, средното, високото образование. Може би ќе се каже дека тоа не е многу, меѓутоа податоците кажуваат дека за 2,5 години просечната плата, дека СДСМ е на власт, ја зголемивме за 2100 денари, тие од 2010 до 2016 година ја зголемија за само 865 денари. Мислам дека тука е видлива разликата. Не велам дека е доволно, не велам дека не треба и повеќе, меѓутоа мораме да се соочиме со реалните факти кои што се. Ова ќе го поврзам и со претходното прашање. Кога минималната плата се зголемува, тоа се прави врз основа на реалните параметри кои што во економијата ги имаме. Така и овде. Секогаш може подобро, секогаш може повеќе. Затоа ние и сакаме да продолжиме понатаму, да добиеме уште еден мандат, за да едноставно достоинството на просветните работници го вратиме каде што доликува, бидејќи тоа е една од најблагородните професии и професија која што навистина заслужува почит за она работа која што ги имаат просветните работници. Во ова насока сакам да кажам, нели ме прашавте за инвестициите во образованието. На почеток сакам да кажам дека кога ја преземавме власта имаше проблем во сите министерства. Мислам на долговите, затечени долгови, незавршени обврски, нереализирани побарување и така натаму. Требаше период тоа да се стабилизира, да се нормализира, за да може едноставно да се проложи домаќински, да се работи честно и транспарентно пред граѓаните. Сакам да кажам дека во однос на образованието, посебно речеме за условите во кои што живеат студентите и учениците во студентските ученичките домови. Да потенцирам дека во изминатите 2,5 години исплатени се 220,6 милиони денари долгови на студентски домови, од кои што најголем долг имаше државниот студентски дом во Скопје, кој излисуваше над 250 милиони денари. Мора да се согласите дека овој податок не е за занемарување, туку кажува едноставно и во ова Министерство за образование и наука од која стартна позиција тргнавме. Многу ни беше важно. Нели знаеме дека имаше многу слики на неуредни студентски домови, услови во кои што тие живеат. Она што ние го направивме беше прво да се покријат долговите, да се вратат, а потоа да направиме сето она што е потребно во однос на тендерска документација, техничка документација за да ги подобриме условите за живот и на нашите студенти, нели по студентските домови. Тука само би сакала накратко да кажам дека се работи на доопремување на студентскиот дом Гоце Делчев, блоковите В и Г со дополнителни 98,7 милиони денари во 2018 година беа тие фактички одобрени. Во 2019 година имаме уште дополнителни 43,7 милиони евра за изградба на комплексот на студентскиот дом, блоковите што ги спомнат, набавка на мебели за блоковите В и Г и така натаму. Потоа реконструкција на зградите во 1 и 2 во домот Стив Наум и понатаму мебел за ученичките домови. На почеток на 2019 година решивме друг еден многу важен долгогодишен проблем, тоа беше со законот за ученичкиот стандард, со што првпат овозможивме Министерството да доделува средства за ученичките домови, за трошоци за тековно работење, од типот на режии за грејање, електрична енергија, потрошена вода и за потребите на ученичкиот дом. Понатаму имаме проект со Светската банка, тој е проект за развој на вештини и поддршка на иновации, со кој што успеавме за овие 2 години интензивна работа да креираме нови 1182 наставни програми за 52 профила од 4-годишно средно стручно образование,
Понатаму, нови наставни програми за 2 и 3 годишно средно стручно образование. Имаше многу дебати, многу јавни настани, каде што потенциравме дека средното стручно образование ќе биде во нашиот фокус, бидејќи тука се прават квалитетни кадри, нели, за сите наши идни стручни занимања, и овој податок со што ви го прочитав, нели, баш експлицитно како што е во МОН, покажува дека навистина многу посветено работиме на овој дел, бидејќи знаеме дека образованието е многу важна алка во нашето општество, а посебно стручното образование. Тоа беше со години, да кажам, со децени запоставено. А тоа образование бара многу нега, бара грижа, бара кабинетско опремување, бара опремување на работилници. Во тој контекст морам да кажам дека во теке опремување на стручни училишта со современа ИКТ опрема. Тоа значи смарт табли, компјутери и друга ИКТ технологија, но и современа стручна опрема за кабинети, работилници, за практична настава по училиштата. Ова е можеби дел од одговорот кој што, односно прашањето што вие ми го поставивте, нели почнав со платите, завршувам сега со опремањето, затоа што тоа оди едноставно заеднички, бидејќи мотивирани наставници кои што работат во добро опремени училишта, нели, кабинети, работилници и така натаму, го дават најдобриот резултат. А тоа исто така значи подобра атмосфера за работа и на самите ученици, но нели нормално задоволство и на самите нивни родители. Така што, како поента на ова прашање кое што навистина ми е многу важно, бидејќи доаѓаме од сферата на образованието, е дека вложуваме максимални напори. И понатаму ќе се грижиме достоинството да не го нарушуваме на просветните работници, зашто знаеме какво тоа беше во изминатиот, нели, период кога имаше друга политичка гарнитура на власт. Последниот месец проведени се повеќе реформи. Например, во здравството укинати се квотите, во одбраната професионалните војници кои што имаат навршени 45 години, кариерата ќе ја продолжат во казнено поправните установи во земјава, имаше реформи и во економијата, но и во други области. Според вас се движи ли државата во прав правец и дали се доволни овие реформи кои што ги правиме? Така, апсолутно државата се движи на прав пат и се движи во вистинската насока, затоа што овие реформи што ги спомнавте се само дел од реформите кои што моментот се случуваат и кои што се видливи, и мислам дека граѓаните ги имаат почувствувано фактички во своето секојдневно живење. Јас особено сакам да ја потенцирам мерката повраток на ДДВ или мој ДДВ. Тоа беше едно од клучните предизборни ветувања на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, и активирањето на оваа мерка и незиното заживување значи дека ние навистина се држиме и едноставно ги исполнуваме нашите предизборни ветувања. Мерката мој ДДВ навистина заживеа и јас морам да кажам на општо задоволство дека имаме поврат на ДДВ досега сканирани над 20 милиони фискални сметки, со што повратот на 15% од платениот ДДВ изнесува 2 милиони 666 илјади денари. Ова мерка е доста важна, затоа што повторно, како што спомнав предмалку, е оној столб парите кај граѓаните, затоа што значи дополнителни приход на секое семејство, кое што ќе зголеми куповната моќ и ќе влие на самата потрошувачка незиното зголемување. Инаку, како што нели досега беше во јавноста истакнувано, повратот, односно мој ДДВ е мерка која што значи на некој начин сузбивање на сивата економија, помага управата за јавни приходи да се справи со сите оние лица, односно субјекти кои што прават даночно затајување, кои што не го пријавуваат данокот, и можам да кажам дека откако мерката стартуваше, дека навистина има доста поплаки или доста укажувања од страна на самите граѓани кои што ги пријавуваат оние кои што не им издаваат фискални сметки. Што значи дека уште на самиот почеток ова мерка ги дава своите првични резултати и, како што знаеме, првите исплати ќе бидат во текот на декември на трансакцијските сметки на нашите граѓани. Ова мерка е важна еден друг аспект. Затоа што со ова мерка едноставно како да кажам, сузбиваме, рушиме мито дека УЈП е институција која што служи за уценување, институција која што им е на вратот на, така да кажам, на малите фирми и која што ако не исполнат или не дадат рекет или нешто слично на гарнитурата, дека едноставно ќе имаат казни. Не.
Имаме правичен систем кон сите, како што реков, сите пред законот се исти, сите мора да си плаќаат данок и со тоа и самата институција ја зголемува својата видливост, но и едноставно станува институција како што по својата дефиниција се бори против даночното затојување. Во контекст на реформите морам да кажам дека многу значајни реформи беа направени во доменот на труд и социјала, односно Министерството труд и социјала навистина направи доста реформи кои што значат подобрување на животот на нашите најмали сограѓани во детските градинки, бидејќи фокусот беше ставен на изградба на градинки во рурални средини со цел да им се помогне на жените кои што работат таму за здржување на децата. Имаме податок дека во многу рурални средини имаме градинки кои што досега воопшто не биле никогаш отворени. Вчера беше отворена нова градинка во Сопиште, претходно во Брвеница, во Волково, во Босилово. Тоа се значи немаме централизирани на некој начин градинки, туку имаме градинки за да бидат подостапни за сите деца и за сите семејства. Во таа насока треба да се каже дека во многу градови имаме реновирање на самите објекти со цел да имаме поширок опфат на деца, зголемување на капацитетот, затоа што една од основните, односно изборните ветувања беше исто така поголем опфат на деца во детските градинки, со цел нивно социјализирање, со цел подготовка за понатамошниот школски период. Во оваа насока мора да се каже дека тука и платите пак сакам да ги спомнам дека вработените во центри за социјални грижи имаат во просек над 4000 поголеми плати и исто така негователките и воспитувачките во градинките, бидејќи прв им беше качена платата 16%, а потоа дополнителни 5%. И тоа исто така како за просветните работници, значи поголема мотивација, бидејќи тие работат со најмалите, исто така треба да бидат мотивирани за она едноставно што го прават. Во таа насока да кажам дека и оние установи кои што згрижуваат дечиња кои што имаат непримерно или асоцијално однесување, дека веќе не постојат, дека сите деца згрижени во мали групни домови, бидејќи треба да го почувствуваат оној топол мајчински, односно семеен дом, и во таа насока реформите кои што се прават и во оваа сфера навистина придонесуваат за подобар и поквалитетен живот. Како партија предводник на промените, Социјалдемократскиот сојуз во изминатите 2 години направи многу низа мерки, односно презеде низа чекори со цел да го напреди положбата на жените. Во тој контекст треба да се каже дека освен што беше ратификувана Истанбулската конвенција, донесен беше акцијскиот план за нејзина имплементација. Понатаму беше усвоен закон за заштита и спречување на дискриминација, кој што е направен според сите европски стандарди, каде што првпат како основ за дискриминација беше ставен и фактички родовиот аспект, родовиот идентитет. Го укинавме рестриктивниот закон за прекин на абортусот, односно на пременоста, што значи парламентарното мнозинство донесе нов закон кој возможува жената сама да одлучува за своето репродуктивно здравје. Со него го вративме правото на жената за самостојна одлука и за безбеден абортус. СДСМ ни собствен пример дава потик за поголема застапеност на жените во политиката и процесот на одлучување. Како пример и како илустрација на ова што го кажав е дека иако не постои ни статутарна, ни законска обврска, СДСМ е првата политичка партија во која што во извршниот одбор на партијата има повеќе жени од мажи, односно од вкупно 16 членови, 9 се жени. Понатаму, она што е интенција е да направиме 50% квота за учество на жените во политиката во сите сегменти, во сите нивоа на одлучување. Во однос на оние проекти, пак да се вратам што претходно ме прашавте, јас ви зборував за некои други сфери, да не заборавам дека со самото формирање на владата ја укинавме радиодифузната такса. Тоа беше наше предизборно ветување. Ведовме повторно ефтината тарифа на струјата. Тоа е дел од она мото дека парите се враќаат назад кај граѓаните. Понатаму имаме во земјоделството навистина бројни реформи кои што значат унапредување и заштита на правата на земјоделците. Например, од 1 јуни 2017 година Министерството ги исплати долговите од 2013, 14 и 15 година, кои што минатата власт не ги сервисираше навремено, а ги пренаменувала кон некои непродуктивни трошоци. Треба да кажеме дека по 11 години сега имаме редовна, континуирана и неселективна исплата на субвенциите.
имавме проблеми во сите гранки, односно сектори во земјоделството. Да го спомнам, на пример, лозарството. Иако лозарите имаат развоен потенцијал, тие досега беа навистина многу занемарувани. Сега добиваат поголеми субвенции за 20% за одржување на нивните лозови насади. Понатаму го вративме долгот што го има кон некои винари, со што навистина ставаме рамноправен однос на сите оние кои учествуваат во овој процес. Зголемено учеството во ИПАРД програмата. Ако за времето на водењето на ВМН имавме 20% искористеност од овие фондови, сега тоа е над 50%. Тука ИПАРД 2 програмата, каде што имаме навистина доста учество и доста заинтересираност од самите земјоделци. Понатаму, многу е важен проектот Млад земјоделец, каде што се даваат неповратни 10.000 евра на младите земјоделци и интенцијата е ова субвенција да се зголеми на 20.000 евра, што значи дека навистина се мотивираат земјоделците да работат, односно младите да работат. Понатаму мерката зелена нафта, законот за земјоделско земјиште. Тоа сите овие мерки придонесуваат навистина достоинството на земјоделците да биде на едно повисоко ниво, нели со цел да можат да ги бенефитите почувствуваат од својата работа. Во текот на летниот период можевме да забележиме дека откупната цена на сите целиот сезонски зеленчук и овошје така беа зголемени, што значи дека тоа и како придонесува за подобри услови за живот на самите земјоделци. ВМРО ДПМН е често милува да каже дека СДСМ само ги продолжува нивните проекти. Како гледате на овие коментари? Знаете што, овие коментари се навистина многу чести и јас во нив погледам помалку малициозност, меѓутоа како и да е и како човек едноеви, како пратеник ќе кажам дека секој така би реагирал едноставно. Се што е добро треба да се продолжи. Но факт е дека нивните проекти моравме многу да ги поправаме. И затоа, да кажеме, многу големи имаше забелешки зошто автопатот, Милодиновци Штип толку многу дотнеш. Затоа што имаа проект, ама тој проект беше дефектен. Тој проект имаше многу аномалии и требаше да се коригира. Што значи дека се оно што оставија како проекта беше добро, ние го продолживме, но тоа беа многу мал процент на такви проекти. Се што оставија требаше да се поправа и за жал тука изгубивме доста време, наместо да се посветиме на она што е попродуктивно, она што е конструктивно, но сепак се снаоѓаме во таа ситуација која што ја затекнавме. Куманово никогаш не имало повеќе министри и пратеници. Еве, вие лично, но и останатите ваши колеги, што направивте, издействувавте за градот, задоволни ли сте, го гледате ли развојот и пред дали им се одолживте на кумановци, некако се добива впечаток со оглед дека како партија предходно обвинувавте дека сме бойкотирани од предходната власт и слично. Така, на почеток сакам да го изразам моето задоволство што има навистина, како што кажавте, доста функционери од Куманово, имаме 2 министри, имаме пратеници, државни секретари, заменик министер и така натаму, што е добро и можам да кажам дека не само со таа квантитативна бројка на функционери, туку и квалитативно се одолживме и правиме многу за Куманово. Например, новиот ургентен центар, детските градинки кои што се реновираат, имаме изградба на нова детска градинка. Понатаму се асфалтираат патишта кои што, верувајте, беа заборавени во изминатите 40 години. Сите патишта кои што водат на некој начин или гравитираат кон Куманово се рехабилитираат или се градат. Тие се во должина од 112 километри. Тоа се Куманово Опае, Куманово Никушта, Куманово Свети Николе, Младо Нагоричане Пелинце, Куманово Страцин, Ропалце, Матејче, Липково. Се реконструира пругата Куманово Белјаковце. Понатаму на граничниот премин Табановце со Република Србија отворивме One Stop Shop или единствен граничен премин, што значи дека тоа е многу побрз начин олеснување на преминување на границата со Република Србија. Наскоро ќе започне гасификација на Кумановската болница. Понатаму, сега и од партиски аспект, морам да кажам она што е видливо последниве неколку недели, дека со помош на членовите на извршниот одбор на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, со нашите донатори, симпатизери и членови, направивме во многу рурални урбани средини 15 нови детски игралишта. Тоа значи заинтересираност на партиското раководство за животот на нашите најмали, нивната забава во Куманово. Понатаму, да не ги заборавиме, 20 милиони денари кои што владата ги одвои на посебна сметка на општина Куманово за
инфраструктурно уредување на индустријската зона во селото Речица. Ова индустријска зона фактички постои одамна, меѓутоа таа беше тотално заборавена од централната власт и сега се надеваме дека со овие средства на вистина ќе се овозможи нејзино заживување. Граѓаните знаат дека таа се наоѓа на многу атрактивна локација во близина на селото Речица, блиску автопатот Куманово-Табановце. Значи тоа е дел кој што е атрактивен и ќе биде атрактивен за наредните инвеститори, предвиден за изработка, предвиден за намена за мали и средни предпријатија, за лесно преработувачка индустрија, во план изградба на хотел. Овие средства кои што беа доделени на општина Куманово пред се ќе се користат за изградба на водоводна канализациона мрежа, атмосферска канализација, пречистителна станица и асфалтирање на улици. И мене ми е драго што да кажеме некои, колку што сум во текст со овие некои состојби, драго ми е што некои работи се веќе при крај. Тоа значи дека оваа зона на вистина ќе можеме да ја видиме како уредена во наредниот период, и тоа доста брзо, како што имат останатите градови во Република Северна Македонија. Тоа значи дека, како одговор на вашето прашање, дека Куманово не е заборавено. Од тука не смеам да ги заборавам стечајните работници. Куманово, за жал, долги години наназад беше под наводници, познат како град на стечајни работници. Во собранието донесовме 3 измени на законот за обештетување на стечајните работници. Со тие измени над 12.000 стечајни работници беа обештетени на територијата на цела република, а од нив доста, односно голем број се обештетени и во територијата на општина Куманово. Тоа значи дека со новите измени сите оние стечајни работници кои што работеле во фирма каде што имале сменет матичен број во централниот регистар ќе можат да остварат право на обештетување кое што на вистина за нив ќе значи многу. И оваа точка на дневниот ред и на наредната пленарна седница се надевам дека многу брзо и овие граѓани ќе го добијат тоа ветено обештетување од нашата страна. Ова исто така обештетување, односно предизборно ветување, кое што го реализираме во целост на наше општо задоволство. Загадувањето е еден од актуелните проблеми во државата, загадувањето на воздухот, и Куманово не го одмина овој проблем, речи си избивме еден ден на светска листа. Се преземаат одредени краткорочни и долгорочни мерки, но се уште тоа не е со некои значајни резултати. Така, се согласувам со вас. Загадувањето е проблем на многу градови во Македонија, на Балканот, во светот. Тоа не е амнестирање дека не треба ништо да правиме во таа насока. Напротив, сметам дека заради нас самите, заради генерациите да живеат во подобри услови, дека треба многу да се направи. Но верувајте, овој проблем е долгорочен, акумулиран со години, со децении. И не може да се реши за една сезона, па дури и за 2, односно 3 години. Треба да се решава систематски, затоа што само така ќе даде на вистина подобри резултати. Оно што во моментот се презема, за среќа, е дека преку електрани на Северна Македонија обезбедени се 10 милиони евра за субвенционирање на високо ефикасни инвертери клима уреди за 10.000 семејства. Тоа значи дека 10.000 домаќинства ќе ги користат овие уреди за грејење, и тоа прво во оние најзагадени градови, во Битола, Кичево и во градот Скопје, а значи дека ќе добијат ваучер од 60.000 денари кои што можат да го користат за купување на овие инвертер клима уреди. Колку што мене ми е познато дека има шанси, да речеме, Куманово како на вистина најголема локална самоуправа во Република Северна Македонија да влезе во оваа програма, но сепак се работи за програма која што е во својата почетна фаза и која што очекувам дека на вистина ќе даде резултати. Како што спомнав и пред малку, се работи за децениски проблем кој што на вистина се обидуваме да го решиме, меѓутоа за тоа е потребно некогаш и на вистина и повеќе време. Да. Ни предстојат избори, кампањата се уште не е започната, но вие стартувавте со средби со граѓани, трибини наставени на прав пат. Кои се барањата на граѓаните, но и задоволни ли се од оваа реализација? Така, во текот на летниот период направивме како партија 600 малски средби. На тие 600 малски средби, кои што беа во рурални и во урбани средини, се сретнавме со граѓаните и тоа покажува дека ние како партија, како функционери, како представници на владеачка гарнитура не сме само бендисани, не сме арогантни, туку напротив, сакаме и сме блиски до граѓаните. Тие малски средби ни покажаа дека граѓаните имаат своји барања, имаат своји очекувања кои што ние во целост или пак можеби делумно сме ги исполниле. Знаете, имаме многу енергија и сакаме многу да направиме. Факт е дека воот
може би се прават и некои грешки и затоа ни се потребни овие средби, да се коригираме, да се поправиме, да покажеме дека сме тука заради граѓаните. Тие не го дале својот глас, нивната доверба за нас е многу важна. Малските средби беа навистина многу конструктивни и сега продолжуваме пак со трибините на прав пат, кои што исто така имаат голема посетеност. На нив се обраќаат нашите високи функционери, директори на државни предпријатија, кои што навистина постојано работат на подобрување на квалитетот на животот на сите наши граѓани. Така што верувам дека трибините ќе продолжат и понатаму на интерес на самите наши членови. За крај, очекувате ли победа на 12 април? Се разбира. Очекувам победа затоа што верувам дека граѓаните за овие 2,5 години навистина го препозна нашиот прав пат. Тоа не е само синтагма или фраза која ние ја користиме, нели, за тоа што сме на власт и за тоа што, нели, едноставно имаме доминација сега и на локално ниво, имаме председател, имаме централна власт. Туку затоа што навистина веруваме дека Македонија е на правиот пат. Дека сите решенија и одлуки што ги донесовме беа храбри, меѓутоа се решенија кои што се влог во иднината, затоа што внимавајте, и неносењето одлуки е одговорност, страшна одговорност, а ние тоа го видовме за време на владењето на нашата, нели, односно нашиот опозициски опозицијска партија од нашиот опозицијски политички опонент. Тоа значи дека веруваме во победата и знаеме дека граѓаните конечно, нели, ќе ни дадат чист мандат, како што кажа нашиот председател Зоран Заев, и дека препознаваат дека државата се движи во вистинска насока. Сите овие реформи, проекти, податоци што ви ги прочитав, говорат и се во таа насока, така што верувам дека тоа навистина ќе се случи. Ви благодарам на одвоеното време. Се надевам дека одговоривме на дел од прашања кои што ги интересираат кумановци. Јас се надевам, благодарам на поканата. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на Телевизија Плюс.